Добро вечер. За неколку минути следува третото издание на денешниот дневник, а во него ќе гледате. Подобрување на условите за бегалците на граничниот премин Табановце. Собранието го донесе законот за специјален обвинител. Земите членки на Европската Унија по неколкучасовен договор не најдоа решение за кризата со мигранти. Кошаркарскиот клуб Куманово најавува уште 2 странски засилувања. По кратка пауза започнуваме со третиот дневник на К3. Останете со нас. Добро вечер. Трет дневник на К3. Центарот за управување со кризи во соработка со меѓународната заедница и сите оние кои постојано функционираат на терен за помош на бегалците на граничен премин Табановце прават напори за подобрување на условите за нивно прифаќање. Директорката на Центарот за управување со кризи Сузана Салију го посети граничниот премин Табановце со цел пунктот за бегалци да биде трансформиран во центар, како и да се разгледат можностите за негово оградување. Ако биде ограден овој пункт тука, работите ќе си течат поорганизирано и ако има одговорно лице во овој пункт, мислиме дека работите на вистина ќе бидат поуспешни и поорганизирано. Сега ние затоа се координираме со сите чинители тука, со сите координатори што имаат така надлежности за справување со ова криза. Мислиме дека после ова посета појасна слика имаме за пунктот во Табановце и уште подобро ќе бидеме организирани. Во соработка со меѓународната заедница и оние кои постојано функционираат на терен за помош на бегалците, ќе прават организации за да се обезбедат услови за подобрување на овој пункт. Во просториите на Црвен крст се одржа состанок со регионалниот штаб на кој беа разгледани повеќе предлог мерки за полесен транзит на бегалците. Меѓу неколкуте предлог мерки беше предложено хигиената на Табановце да се подобри и да се огради теренот кај транзитниот центар. Во просториите на Црвен крст се одржа состанок на регионалниот штаб во кој сите учесници беа согласни дека треба да се превземат мерки за полесен транзит на бегалците. Табановце представува значајно сврзно ткиво и потребна е поголема помош од повеќе навладени организации, а посебно зимскиот период каде условите ќе бидат полоши и ќе имаат потреба од подобар живот. Во овој момент во општина Куманово кризната состојба нема завземено некој негативен тек во однос на понатамошното битисување живење на населението во општина, но директно за сега самиот простор кај што е сместен локацијски, кај што е сместен кампот, за сега едно село, да кажеме, кое што во моментот навистина има проблеми и бара помош и подршки од регионалниот штаб за да се заштити, односно за да ги реши тие проблеми. Секретарот на Црвен крст Иле Митковски посочи дека хигиената на Табановце треба да се подобри и редовно да се чистат контењерите, а воедно добро би било и да се огради транзитниот центар и да се води поголема грижа за донацијата околу храната, да се донира она што е потребно. Околу донациите, не знам, тој многу е страшно, ама нека си главниот штаб одлучи дали 1, 2, 3, ако се донира нешто, да се донира она што е препорака. Конзервирана храна, двопек, такви работи, паковано, ситно, лево, некои такви работи, за да не се таму прави се и сешто. Друго, тие што ќе работат таму, навистина да преку дирекција храна да бидат лиценцирани за да може да работат со тоа. Втората работа е околу хигиената. Значи хигиената има договор со чистота и зелениво, меѓутоа очигледно дека чистота и зелениво има толку град, не стига да редовно сервисира тие контейнери и мислам дека и вчера го укажуваме тоа на Црвениот крст, затоа што преку Црвениот крст Скопје и на централата оди помошта од УНХЦР и помошта од повикот на Црвениот крст за помош за справување со кризата.
Така да и досега таа работа не била хуманитарно правена, него била платена од страна на Црвениот на УНХЦР. Мислам дека најверојатно ќе се најде некој поизвршителен што ќе може на дневна основа да ги празни контейнерите. Таму е прво проблем да не се внесува сешто и второ кога веќе има контейнери да бидат полупразни или празни. Ова што зборувате за прилазот и за граѓаните, што е многу битно за населението од таму. Значи прво да ова да биде саградено, да има ред кој може да влегува и да излегува. Од местна заедница на Табановце посочија дека имаат проблеми со големиот број на автобуси кои се движат со мигранти, се движат по селскиот пат кој е скоро направен и може да се оштети. Бевме запознаени дека тоа ќе биде превоз на емигранти од Гевгелија до Табановце со возови, со специјални возови. Но досега се измешаа работите и почнаа да се тие емигранти превезуваат и со такси возила, што ајде горе-долу на нас не ни толку пречат, но кога почнаа да се превезуваат со големи автобуси, со туристички автобуси и големи комбиња, тогаш почна да стануваат проблем за нашето население и за нашиот изграден пат во должина од 2,5 километри. Епидемиологот Јадренка Стаменковска од Центарот за јавно здравје Команово објасни дека во јуни се дезинфицирани на 13.000 метри квадратни, во јули 38.600, а во август 55.600 метри квадратни површина во вагоните возовите со кои се превезуваат бегалците. Епидемиолошката состојба е стабилна и други проблеми засега нема. Немаме пријава, досега значи за нас тоа е епидемиолошка, имаме една стабилна состојба затоа што немаме пријава на некоја макар и цревна заразна болест, значи од екипите, односно од тимовите кои што Црвениот крст, они од невладениот сектор, значи кои што функционираат на самиот граничен прием. Присутен беше представникот од Хабитат кој посочи дека може да се вклучат во обезбедување на привремено засолниште на бегалците, за да можат краткиот временски престој да го поминат безбедно и пристојно. Во касарната Боро Менков се одржа свеченост по повод примопредавањето на должноста командант на прв механизиран пешадиски батальон од составот на прва механизирана пешадиска бригада. Функцијата ја презеде подполковник Лулзим Нуредини кој доаѓа на местото на Али Хајро. Подполковник Лулзим Нуредини е новиот командант на касарната Боро Менков, односно на прв механизиран пешадиски батальон во состав на прва механизирана пешадиска бригада и доаѓа на местото на Али Хајро. По тој повод се одржа свеченост во касарната Боро Менков, каде што се изврши примопредавање на должноста. Подполковник Лулзим Нуредини доаѓа од должност началник на секцијата С7 обуки и вежби во штабот на бригадата. Во досегашниот период тој бил организатор и директен учесник на повеќе меѓународни вежби во странство и во државата. Се стекна со големо искуство во организација и изведување на операции за поддршка на мирот во Авганистан, истакна полковникот Зоран Милески. Оваа единица произведе многу квалитетни и способни офицери и подофицери кои извршуваат највисоки должности во армијата на Република Македонија. Со годините низ овој батальон продефилираа војници и старешини, граѓани на Република Македонија кои се обучува и успособува за светата должност одбрана на татковината. Од 2002 година наваму батальонот е целосно пополнет со професионални војници и учествуваше во готово сите позначајни домашни и меѓународни обуки и вежби. Низ реализација на 4 ротации во рамките на мировната операција ИСАФ во Авганистан, како и со учество на персоналот во рамките на операцијата Алтеа и Слобода за Ирак. Поголемиот дел од војниците и старешините се стекна со драгоцено искуство во операциите надвор од Република Македонија, со што достојно ја презентира армијата на Република Македонија пред странските армии членки на НАТО алијансата. Подполковник Нуредини истакна дека назначувањето на командант за него представува голема чест и уште поголема одговорност. Меѓу другото, тој истакна дека и покри големиот предизвик на оваа функција целите се јасни, а желбата и мотивот се одлична основа за потекнување на уште повисоки резултати на армијата на Република Македонија. Ми представува големо задоволство за прв пат да ви се обратам и срдечно да ве поздравам. Минатата недела ја предав должноста началник на секцијата С7 во штабот на прва механизирана пешадиска бригада и денеска сум исклучително горд
што ќе превземам командата на првиот механизиран пешадиски батальон. Изминатиот период беше исполнет со многу предизвици на секое поле, со голем број на задачи и активности, но и покрај тоа батальонот успешно се справуваше. Затоа во ова пригода сакам да му се заблагодарам на досегашниот командант подполковник Али Хајро за лидерството со кое досега водеше единицата и ги менеджираше сите процеси, за достигнатиот степен на обученост и борбена готовност на батальонот. Подполковник Али Хајро се заблагодари за почита и соработката на колегите. Тој нешто повеќе од 3 години ја раководеше единицата. Батальонот се обучуваше и извежбуваше за извршување на мисијата која му била доделена, каде успешно ги менеджирал процесите. Не можам да заборам и да не спомнам само две премногу важни работи за овие 3 години во овој батальон. Имавме 9 четни боеви гаѓања и 2 батальонски боеви гаѓања. И затоа секојаш никош немојте да ги заборавајте овие резултати. Пошто ретки се такви луѓе што носат униформа, а има такви добри резултати и навистина ми е мило дека бе ваш командант и ме почитувавте до последниот ден. И затоа сум ви благодарен и ќе ви бидам благодарен. На крајот од воената церемонија следуваше примопредавање на военото знаме на единицата, со што се изврши официјално примопредавање на должноста, а потоа следуваше официјално дефиле на ешелоните од починетите единици на батальонот. Во село Табановце по извршен претрес пронајдени се одземени околу 70 стебла канабис сатива, како и 4 килограми наркотична дрога марихуана. По целосно расчистување на настанот, СВР Куманово ке поднесе кривични пријави. По претходно добиени сознанија дека татко и син се занимаваат со производство и недозволена трговија со дрога, односно дека во нивниот двор одледуваат канабис сатива, а врз основа на издадената наредба од Основен суд Куманово, извршен е претрес на дом и други простории во село Табановце во сопственост на ЛЈ 65 години. По извршениот претрес во дворот се пронајдени одземени вкупно 71 стебло од растенијето канабис сатива, околу 4 килограми наркотична дрога марихуана, едно кутивче полно со семки од растенијето канабис сатива, една воздушна пушка и еден куршум. Исто така одземени се и предмети кои се користени за одгледување и обработување на растенијата. По расчистување на настанот ќе биде поднесена кривична пријава против ЛЈ и неговиот син БЈ 30, инаку двајцата жители на село Табановце. Инаку БЈ е познат сторител на кривични дела од областа на недозволена трговија со дрога, зашто му се поднесувани кривични пријави и има издржувано казна затвор, додека пак на љБ му се поднесувани кривични пријави за загрозување со опасно орудие при тепачка или караница и за измама за што има издржувано казна затвор. Националниот ромски центар од Куманово денеска во населбата Средорек ги посети жителите, а воедно одржа едукативни предавања со оваа популација. Првиот човек Ашмет Елезовски истакна дека вакви кампањи веќе одржале и во другите места во државата. Ваквите посети на Националниот ромски центар низ Македонија имаат за цел да ги подетално запознаат за нивните права и вклучување во општествениот живот. Господин Елезовски, овој отворен ден за ромите, која е всушност неговата главна поента и цел? Па денешниот ден е важен воопшто за цела Република Македонија, бидејќи денеска се донесува некои важни одлуки кои во највисокиот законодавен дом се надеваме ќе бидат акцептирани, но меѓутоа паралелно со тоа Национален ромски центар оцени дека бидејќи действуваме поголем процент во градот Куманово од причина што социјалниот, здравствениот и правниот сегмент многу малку е пристапен до обичниот народ или кажано не може да ги сватат работиве кои треба да ги почитуваат или како може да ги искористат своите права. Ние одредивме да имаме повеќе вакви осверени денови, не само во Куманово, туку и повеќето други градови низ Македонија. Имавме таков ден во Штип, во Кочани, и каде народот едноставно искажува многу трогателни истории кои мислам треба да ги заинтересираат пред се први нашите представници во законодавниот дом, после тоа сите останати институции од национално до локално ниво. Најголем проблем во моментот е
тоа што преминуваме од летен кон еден есенско време. Според ваше видување и според вашето истражување, колку се ромите всушност инкорпорирани во животот во Македонија? Еден од проблемите сега, например, во оваа настава е што многу родители се жалат дека нивните деца во најблиското училиште тука лоцирано до населбата не ги примаат. Велат дека нема места за ромски ученици и треба да идат повеќе од 3 километри да се запишат, иако во тоа училиште постојат само 2 паралелки. Проблеми има, но меѓутоа локалните институции треба да се заангажираат. Ние сме тука само да пренесеме. Ние сме мост на комуникација и мост на градење на доверба. Сега сето с другото останува одговорност на луѓето што се раководители на локален план. Според Елезовски, овие кампањи со уште позасилено темпо ќе продолжат и во наредниот период. Со завршна изложба во галерискиот простор на Стариот конак во Кривопланечкиот манастирски комплекс вчера вечер беше затворено 29-то издание на меѓународната ликовна колонија Свети Јоаким Осоговски. Пошироката јавност имаше прилика да ги погледне делата кои уметниците од земјава, како и од Украина, Турција, Грција, Белгија, Бугарија, Србија и Романија ги твореа во изминатите 10 дена. Во галерискиот простор на Исконското манастирско светилиште вчера вечер беше поставена завршната изложба на дела во рамки на 29-та интернационална ликовна колонија Свети Јоаким Осоговски, која започна на 5 септември. Манифестацијата одамна е присутна на светската мапа на сликарството, а денес представува ликовна сликописна ризница и на едно културен бренд на градот. Авторите својата инспирација ја пронаоѓаат во духовноста и во амбиенталниот простор на 10-вековното светилиште, каде што креативно се конфронтираат различните култури, а резултат на тоа се оригиналните дела, вели Јордан Михајловски, еден од иницијаторите и организаторите на колонијата. Да ви заблагодарам на сите, навистина во Свети Јоаким Осоговски, овој амбиентален простор, сакралноста, недопрената природа, беа исконска побуда, уметниците кои ни доаѓаат од различни земји да влезат во културна конфронтација. Да се родат повеќе духовни рожби на Свети Јоаким Осоговски со различни стилски рекописи и бидат гордост за Свети Јоаким Осоговски, за македонското сликарство. Колонијата ја затвори заменик министерот за култура Драган Неделјковиќ, кој изрази надеж и желба за уште поголем растеж и афирмација на оваа манифестација, која до година го има своето јубилејно 30-то издание. Министерство за култура на Република Македонија 29 години поред ја поддржува оваа ликовна колонија. Не се надевам, него сум сигурен дека идната година 30-та годишна јубилејна на ликовна колонија, уште сега имаме годишна програма за култура, уште сега да се аплицира, ние ќе поддржиме и јас се надевам дека во честа 30 години ќе бидат учесници и ликовни уметници од 30 држави едната година. Браво! На годинишната сесија на ликовната колонија, која го носи името на големиот светец и заштитник на градот, твореа уметници од вкупно 9 земји, но колонијата ја посетија и бројни етаблирани уметнички имиња, дојдени да го почувствуваат изворот на духовна енергија. Традиционално, колонијата се реализира под покровителство на Кумановско-Осоговската епархија и со поддршка од Министерството за култура. Вчера вечер во Крива Паланка беше отворено 7-то издание на Интернационалниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски. Во следните 10 дена на сцената на Кривопланичкиот дом на културата ќе се испишуваат новите фрагменти театарска историја заедно со актерските великани од земјава како и од земјите од соседството. Годинава од 14 до 23 септември Крива Паланка ќе биде домаќин на етаблирани професионални театри од земјава, како и од речиси сите балкански земји, во рамките на 7-миот интернационален театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој беше отворен вчера вечер. Церемонијата почна со кревањето на државното, општинското и фестивалското знаме, придружено со звуците на македонската химна.
ова, свеченоста се пресели во салата на Националната установа Центар за култура, каде фестивалот за отворен го прогласи заменик министерот за култура Драган Неделјковиќ. Ова седмо издание на фестивалот е уште една потврда за сето она што овој град, кога е во прашање култура и уметноста, го дава и несомнено ќе го даде во годините кои доаѓаат. Театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски представува силен импулс за развој на културата на локално ниво и воедно развој на театарската дејност. Го прогласувам седмиот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски затворен. Да сте живи, здрави и секој добро. Пред присутните се обрати и градоначалникот на Крива Паланка Арсен Чаликсовски, кој е иницијатор, воедно и председател на организацијскиот одбор на традиционалната манифестација. Нашата идеја за обединување на театарските достигнувања од балканските простори на едно место денес представува реалност, како и се видна провокација за многумина автори, режисери и актерски имиња. А Крива Паланка со својата посветеност и креативниот наплив на афирмација на театарската уметност успеа да се издигне. Следните мигови од вечерта му припаднаа на годинешниот лауреат на фестивалот, познатиот македонски драмски писател и дипломат Јордан Плевнеш. Признанието го врзувам со мојата длабока духовна посветеност на Свети Јоаким Осоговски, бидејќи фестивалот го носи неговото име и признанието го носи истото име. Јас вечерва, обраќајќи се до публиката во Крива Паланка, кажав дека Данте Алигиери, кој што починал на денешниот ден во 1321 година, има кажено една мисла, од кога заминал од Фиренца, дека сите неба над светот ќе ги гледа како да се неба над Фиренца. Јас сакав вечерва да ја заменам таа реченица, дека сите неба над светот ќе ги гледам како да се неба над Свети Јоаким Осоговски. Неизбежно присутните и го одадоа должното признание и ја поздравија актирката Милица Стојанова, која е една од најредовните гости на манифестацијата. Родена кривопаланчанка, доаен и жива легенда на македонскиот театар и филм. Репертоарот на седмото фестивалско издание започнува во вторник со представата Рана Торел на Народниот театар од Лесковац, соседна Србија, а цените на влезниците чинат 50 денари. Граѓаните и туристите кои минуваат низ граничниот премин Деве Бајр ќе имаат можност да си купат автентични сувенири што го отсликуваат богатото културно-историско богатство од Македонија, кој ги нуди новоотворената сувенирница во рамки на Националниот музеј Куманово. Станува збор за 20-та отворена сувенирница низ земјава, финансирана преку проект на Министерството за култура. Заменик министерот за култура Драган Неделјковиќ заедно со директорката на Националната установа Музеј Куманово Анита Цветановска, претеничката Слаѓана Митовска и градоначалникот на Крива Паланка Арсен Чаликсовски свечено ја пуштија во употреба продавницата за продажба на сувенири на граничниот премин Деве Бајр. Истата е во рамки на Кумановскиот музеј и е 20-тиот монтажен објект за продажба на сувенири, додека 19 веќе се поставени низ земјава на значајни туристички места како дел од проектот на Министерството за култура. Стоп, Значи, ова е проект на владата на Република Македонија, 20 сувенирници, проект на Министерство за култура, 20 сувенирници низ Република Македонија. Од тие 5 се стационирани во Скопје и на поголемите гранични премини. Значи, веќе отворивме на Табановци, имаме тука, имаме на Гевгелија, така едноставно да ја шириме и промовираме нашата големо културно наследство, голема културата, да дел од туристите кои влегуваат во Република Македонија да може да купат дел од копиите од нашето културно богатство. Директорката на Кумановскиот музеј Цветановска изјави дека во сувенирницата освен автентични сувенири и промотивен материјал, ќе може да се најдат и копии од артефакти од значајни археолошки локалитети.
Знаејќи дека Република Македонија е земја која што е богата со голем број на археолошки локалитети, цркви, манастири, тврдини, со прекрасни фреско живописи и така натаму, токму тоа беше и целта, како и впрочем што представува една од основните стратегиски основи на владата на Република Македонија да го промовираме туризмот во Република Македонија, па таква и целта на оваа продавница за сувенири, каде што ќе може да се најдат копии од артефакти скопани на сите археолошки локалитети ширум Македонија. Значи ќе може да се најдат привезоци, шолји, мајци, потоа копии од споменици кои што се кои што ги има во Република Македонија и така натаму. Задоволство од новиот културен објект изрази градоначалникот Алексовски, потенцирајќи дека ова е место каде што ќе се промовираат македонската култура и историја. Со оваа идеја и со сите овие постапки на владата во овој дел можеме да разговараме за некои сувенири, може навистина да видиме сувенири кои се дел од нашата држава, кои се дел од нас како битие и како етнос, така да ова е една убава работа, еве сите оние што ќе дојдат во Македонија на овој премин ќе можат веднаш тука на Девебајер да купат сувенир, да имат нешто од Република Македонија. Собранието на Република Македонија попладнево со 111 гласа за го донесе законот за јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите по итна постапка. Согласно предложениот закон за јавно обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, на предлог на Собраниската комисија за прашање на изборите и именувањата по претходна согласност на 4 политички партии со најголем број пратеници во парламентот, Советот на јавни обвинители по предлог на Собранието без објавување на јавен оглас го избира јавниот обвинител со мандат од 4 години со право на повторен избор. Собранието ќе го утврди кандидатот за јавен обвинител со двотретинско мнозинство, вклучувајќи и мнозинство од гласовите на пратениците кои припаѓаат на заедниците, кои не се мнозинство и ќе го поднесе до Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Советот ќе го избере јавниот обвинител на седница на која се присутни најмалку 2/3 од вкупниот број членови. Работните групи на политичките партии рано утрово се договориле Катица Јанева, обвинителка од Гевгелија, да биде специјален јавен обвинител, обврска од договорот од Пржино за надминување на политичката криза. Согласно договорот од Пржино, рокот за избор на специјален јавен обвинител кој ќе ги истражува случаите пучи и прислушување истекува денеска. Со изборот на специјален јавен обвинител почитува уште една обврска од договорот за надминување на политичката криза во Македонија. Министрите за одбрана и надворешни работи Зоран Јолевски и Никола Поповски утре ќе отпатуваат во Брисел и таму ќе учествуваат на состанокот на Северноатлантскиот совет со Република Македонија, каде што ќе ги презентираат постигнатите резултати во Македонија во однос на реформите во согласно со акциониот план за членство во НАТО. Министерот за одбрана Зоран Јолевски и министерот за надворешни работи Никола Поповски утре во Брисел ќе учествуваат на состанокот на Северноатлантскиот совет со Република Македонија. Тие таму ќе ги презентираат постигнатите резултати во Македонија во однос на реформите во соглас со акциониот план за членство во НАТО. Инаку двајцата министри ќе остварат средба со генералниот секретар на Алијансата Јанс Столтенберг. Министерот за одбрана Јолевски ќе учествува и на Европскиот самит за одбрана и ќе оствари средба со извршниот директор на Европската одбранбена агенција Хорхе Домек. На состанокот на министри на земјите членки на Европската Унија по неколку часовен договор не најдоа решение за кризата со мигранти. Вести од светот. Европската Унија треба да ги држи отворени границите помеѓу земјите членки, се наведува во декларацијата на Европската комисија по синоќешната воодредна средба на министрите за внатрешни работи во Брисел, посветена на бегалската криза, пишува МИА. Должни сме да ги држиме отворени границите помеѓу земјите членки, но паралелно со тоа треба да вложиме посериозни заеднички напори за обезбедување на надворешните граници, се наведува во декларацијата. Советот на Европската Унија за внатрешни работи треба да се состане во следниве денови на уште една вонредна средба за миграција, изјави еврокомесарот за миграција, внатрешни работи и државјанство.
Димитрис Аврамопулос по средбата на министрите за внатрешни работи. Не постигнавме согласност како што бараме. Потребна ни е уште една средба во следниве денови, изјави тој. Американската тајна служба спречи атентат на Папа Фрањо, кажа Майкл Макол, председател на Одборот за внатрешна безбедност на Конгресот на САД. Внимателно ги следиме сите закани упатени кон папата. Мислам дека тој е силно емотивен човек кој сака да е меѓу луѓето, а тоа е голем безбедносен ризик. Загрижен сум и како католик, затоа се сериозно разгледуваме, а во еден наврат и интервенираме, кажал Макол. Тој кажал дека за сега известиле функционерите на тајните служби, но избегнал да изнесе повеќе детали за случајот. Американските медиуми наведуваат дека одредена група подготвувале атентат на папата за време на неговата 5-дневна посета во Америка, која би требало да започне на 22 септември. Како се ближи почетокот на првенствената кампања, кошаркарите на Куманово со голем оптимизам гледаат на новата сезона. Тренерот Луковиќ очекува до почетокот на првенството уште 2 квалитетни засилувања од странство, со што ќе се заокружи мозаикот на екипата. Кошаркарите на Куманово ги очекува напорна сезона во која ќе се обидат да остварат што подобри резултати. Господин Луковиќ, подготовките на кошаркарскиот клуб Куманово се одвиваат со полна пареја. Имахте на мини турнеја во Белград, па еве на кратка оценка за досегашниот тек на работа. Да, имали сме мини турнеju proteklih 4 dana u Beogradu, odigrali smo 3 utakmice sa prvoligašima Beo Vukom i Tamišom i jednu sa takođe s prvoligašom ekipom Torlaka, to je prvi dan našeg dolaska. Uglavnom u toj mini turneji ja sam zadovoljan zato što su dobili mlađi igrači šansu da pokažu šta znaju. U principu dobra turneja. Кога почнува новата сезона? Nova sezona počinje 3. oktobra. Malo još je nezgodno i pitanje samo zašto već raspored nije izašao. Mislim da je vreme da se to maltene 15 dana pre početak šampionata i kaže i odredi, da se naprave smernice. До почетокот на првенството, екипата ќе одигра уште неколку контролни меча, пошто ќе се добие појасна слика за потенцијалот на составот. Во вестите од меѓународната спортска сцена за денеска издвоивме. Светскиот тениски рекет број 1 Новак Ѓоковиќ стана првиот во историјата на овој спорт по освоени поени во една сезона. Вечерва на задоволство на љубителите на фудбалот ке стартува популарната Лига на шампиони. На Европското првенство во кошарка денеска на програмата се четвртфиналните дуели. После освојувањето на US Open, светскиот рекет број 1 Новак Ѓоковиќ успеа да постави нов рекорд. Тој стана првиот тенисер во Асоциацијата на професионалците на ATP листата со освоени над 16.000 поени и го сруши рекордот на Рафаел Надал од 15.300 поени. Триумфот на Ѓоковиќ во Њујорк му го овозможи поставувањето на новиот рекорд, кој прашање дали некогаш ќе биде достигнат. На неновата листа Србинот сега има 16.145 поени или 6.740 повеќе од второпласираниот Федерер и 7.485 повеќе од Енди Маре. Некогашниот прв светски рекет Рафаел Надал од седмата позиција заостанува дури 12.375 поени. Инаку триумфот во Њујорк на популарниот Ноле му донесе чек од вкупно $3.800.000, со што стаса до приближно $15 милиони во овој сегмент од годината. Вечерва стартува најпрестижното клубско европско напреварување во фудбал, популарната Лига на шампиони. Ова сезона се очекува голема борба за престижниот трофеј, а Барселона ќе се обиде да ја одбрани титулата и да стане првата екипа која два пати едно по друго стасала до пехарот. И оваа година обезбедени се богати награди за учесниците, па така секоја екипа ќе заработи €12 милиони за учество. Вечерва честа да ја отвори сезоната ќе имаат следните дуели. Во групата А ПСЖ Малме и Реал Мадрид Шахтер, група Б Волсбург ЦСКА Москва, ПСВ Манчестер Юнайтед, група С Галатасарај Атлетико Мадрид Бенфика Астана и во групата Д Манчестер Сити Јувентус и Севилја Борусија Менхенгладбах.
На Европското кошаркарско првенство, чија завршница се игра во Франција, денеска на програмата се првите два четвртфинални меча. Во првиот дуел ќе се сретат непоразената Грција и Шпанија. Во досегашниот тек на првенството, избраниците на Кацикарис според многумина прикажаа одлични игри, додека Шпанија помалку неочекувано на првенството се мачи со своите игри. Новаа средба на хартија шансите се изедначени, меѓутоа Грција покажа дека е опасна екипа предводена од Спанулис, додека шпанците се надеваат на ветеранот Пол Гасол, кој на ова првенство игра во голема форма. Во второто четвртфинале се очекува домаќинот Франција да има лесна задача против летонците, кои реално многу тешко ќе може да направат сензација. Септемвриски температурни рекорди. Да проследиме подетално метео за североистокот. Го следевте третиот дневник на К3. Пријатно!